Дами и господа, добро вечер. Уште едно најново и најпрекрасно издание на Рапорт со Јофе. Вечерва Никола Груевски, Љубе Бошковски, Александар Бичеклиски, Томе Јаджиев, Игор Ивановски и многу повеќе од тоа. За почеток, најважната тема оваа недела. Во вторникот го добивме извештајот од Европската комисија за напредокот на Македонија на патот кон Европската унија. Во продолжение, она што го чекавте цела недела. Мојата експертска анализа на извештајот. Моментите каде јас ви кажувам што да мислите за него. Само да видам од кај да почнам, бидејќи постојат повеќе аспекти кои сакам да ги опфатам, а се плашам дека нема да ми стигне време да кажам за секој одделно, бидејќи реално гледано јас сум исклучително интелигентен, па нормално и моите анализи не може да бидат кратки. Значи, според она што го согледа во извештајот, а и според моето претходно искуство, море кого лажам. Каква експертска анализа кога јас не сум експерт? А искрено, не го ни прочитав извештајот. Ми го дадо уште во вторникот, ама ми се виде многу голем и ме мрзеше да го читам. А и во погрешен момент ми го дадоа. Баш тогаш зборуваат таксини джеврие. А вие знаете колку многу е мразам джеврие. Па затоа експертските анализи и оценки ќе им ги препуштам на оние што се задолжени за тоа. Дај да видиме што мисли премиерот за извештајот. Извештајот содржи голем дел позитивни оценки и препораки и дел препораки за областите каде што се потребни дополнителни напори за овозможување поконкретен напредок. Ете така. Видовте како изгледа една вистинска експертска анализа на извештајот. Барате позитивни оценки и препораки, како што вели премиерот. Во извештајот има еден куп такви. Барате негативни оценки и препораки, како што вели и премиерот. Во извештајот нема такви. Во него најмногу се застапени позитивни оценки и препораки, а има и помалку што се помалку позитивни. Чекај малку, зошто ми звучи познато ова што сега го кажав? Очигледно е дека вчера од Брисел Република Македонија доби многу позитивни критики, многу позитивни мислења и помалку позитивни работи, така што преовладуваат позитивните коментари и позитивните оценки за сработеното и нешто помалку има што е помалку позитивно. Така бе, премиере. Многу е поубав и порозев животот кога зборот негативно ќе го избришеш од речникот. Ќе ти остана само позитивно и помалку позитивно, што и не е така непозитивно. Редовните гледачи на шоуво знаат дека досега сме се дружеле со многу политичари и јавни личности, но знаат и дека се уште има такви чие време допрва доаѓа. Еден од нив е председател на Обединените за Македонија. Денес за прв пат овде господинот Љубе Бошковски. Тој минатата недела одржа бунт во Скопје, а 3 дена подоцна во средата одржа и пресконференција. Меѓу другото, упати и по некој прашање до власта. Да чуеме по толку време да ни објасни што е разумен компромис за кој се залага. Со кого е тој компромис? Со СДСМ и со партиите кои се за промена на името? Или дали е разумен компромис нудењето на привремената референса БРМ за влез во НАТО, што за ДПМН од секогаш беше неприфатливо решение? Прашања на место, господине Бошковски. И треба да објаснат да ви кажам право. Посебно, поради тоа што сите знаеме дека вие никогаш не би го сменили името и не би се откажале од нешто што е наше право. Ние мораме да бидеме спремни да ја припремиме Македонија за нејзиниот влез во НАТО и во Европската Унија. Ние знаеме дека нема да биде лесно, дека секое припојување значи и откажување, дека тоа би значело дека ние мораме да се откажеме од она што значи наше право. Ние мораме да ги прифатиме европските правила на игра и да кажеме и да направиме јасна дистинкција. Македонија од секогаш била и ќе остане европска држава. Македонија е во срцето на Европа. Да. Многу добро знаеме во кој орган на Европа се наоѓаме. Само најпрво дозволите ми да го сублимирам она што кажавте на пресот и на бунтот. Ако добро ве разбрав, вие го браните нашето уставно име и барате од власта да каже дали е за промена или за влез во ЕУ и НАТО под срамната референца ФИРОМ, но истовремено кажувате дека за да влеземе во Европската Унија ќе треба да се откажеме од она што значи наше право. Па да, доста логично, господине Бошковски. И само уште едно прашање. Колку луѓе имавте на вашиот бунт? На нашиот бунт
на 7 ноември присуствува најмалку над 15.000 граѓани. Најмалку над 15.000? Па извинете, ама не одат така тие работи. Може да бидат најмалку 15.000 или над 15.000, ама никако најмалку над 15.000. Така, господине Бошковски, а сите вие на кои ви се допадна оваа лекција, сигурно ќе уживате и во новиот учебник по македонски јазик, кој многу нормално го напишав јас, а е составено примери од политичкиот живот. Можете да го најдете на сите продажни места на време. Ви благодарам. Во продолжение на шоуто се дружиме со Александар Бичиклиски, портпарол на ВМРО-ДПМН. И сечоците што ќе ги видите се од пресконференција на која тој зборуваше за Сорос, поточно за нејзиниот претседател во Македонија, Владимир Милчин. Погледнете како. Владимир Милчин денеска се стави во улога на портпарол на Социјалдемократскиот сојуз. Господин Милчин, не ви личи да употребувате толку низок речник. Вие од Сорос Македонија, а веројатно без да знаат вашите претпоставени, трошите огромни средства, плаќајќи новинари и медиуми, ама тоа го правите исклучиво селективно. Господине Милчин, немој да бидете нервозен. Сите ние се бориме за транспарентност. Прифатете го тоа. Господине Милчин, мене ми даде лист хартија кој треба да го читам и да го отцрнувам. Ама цело време ми текнува на тој вицот што ми го кажа Илија Преска и затоа вака се смеам. Ама многу беше добар. Не, најсериозно, господине Бичиклиски, што беше толку многу смешно? Или ви текнало на некој виц, или пак предпоставам некој ви насртал гола женска на листа. Мислам дека сте должен пред македонската јавност да ги дадете одговорите на овие прашања. Кажи? Еј, да, добар виц. Минатиот пат се занимававме со председател на Комисијата за лустрација Томе Аџиев, кој очигледно не си го познава законот, а сега имаме уште едно продолжение на истата приказна. По досиејата Мама и Вујко, комисијата во вторникот го отфрли досието Ибар за Али Ахмети. Образложението е дека ниту за него немало оригинална верзија низ македонските архиви, но безобразните новинари повторно имаат забелешки. Да ги слушнеме што бараат овој пат. Останува нејасно зошто комисијата воопшто постапуваше по фотокопии, ако нема услови за нивна целосна проверка и во домашните, но и во белградските архиви. Уште повеќе што сите печати и подписи на наводните документи наведува дека досијата се водени од поранешната Сојузна служба за безбедност, а по распадот на Југославија и на српската БИА. Зошто комисијата воопшто постапуваше по фотокопии? Не постапува. Го читавте сега, го слушнав тоа. Дано цела процедура во овие 2 недели? За да ја изчистиме работа, да нема сомневање дека комисијата не постапува. Така бе, господине Аџиев, но новинари ме мора се да им објаснуваш, ништо не сваќаат. Значи, еве и он мене, комисијата не постапува по фотокопии, а целава процедура се врши за да не испадне дека не постапува. Се уште не разбирате? Уште еднаш, комисијата не постапува, но за да не испадне дека не постапува, постапува. Многу лесно и едноставно. И пред се логично. Деновиве повторно се актуализираше темата за јавната администрација и превработеноста таму, па така и нашиот премиер мораше да одговара на новинарски прашања на оваа тема. Еве што кажа тој. Ние ангажиравме надворешни експерти со кои што работиме на наши одредени идеи за подобрување на јавната администрација. Ангажиравме еден експерт од Словенија и други експерти. Супер, премиере. Навистина е прекрасно тоа што сте го направиле. Треба да се поработи малку на случајот. Супер и тоа што се ангажирале експерт од Словенија. Тоест, не. Чекај малку. Словенија, експерт од Словенија. Од кај ми е ова познато и на што ме асоцира ова? О, не! Премиере бе! Па како можевте да направите ваква катастрофална грешка која може да остави несогледливи последици по развојот на нашата земја? Не гледате во што е грешката? Како е така бе, премиере бе? Еве, ќе ви дадам малку помош. Зборот надеж ве асоцира на нешто? Токму така, премиере. Бранко Црвенковски е клучното име и презиме. Токму тој додека беше председател се работуваше со словенечки експерти. Токму тој им плати 340.000 евра за анализите и стратегиите. И многу нормално, соработката со нив траела само тогаш и веќе ја прекинал, нели?
Па нема велко им да поверувате во тоа, господине Груевски. Бранко не се откажува така лесно, па затоа послушајте ме и уште веднаш прекинете ја соработката со словенешкиот експерт, додека не ви предложил стратегија која ќе уништи државава. Но чекајте. Што доколку кажавте дека словенешкиот експерт треба да ја подобри јавната администрација, а општо познато е дека јавната администрација е катастрофална, има преголема вработеност и никаква ефикасност. Сега станува јасно и зошто. Бранко веќе остварил неговата намера уште пред да ја откривам неговата шема и да го фатам. Тој и неговите послушни експерти предложувале погрешни стратегии цело во ова време и затоа државава не може да оди напред. Ни нема спас. Минатата недела се забавувавме со аферата која СДСМ ја нарече патриотска метла. Игор Ивановски и Елизабета Канчевска-Милевска беа главните јунаси во оваа приказна, а ние сега ќе се позанимаваме со Ивановски и неговите обвинувања. Да го слушнеме. Денес ќе објавиме нови сознанија за мега аферата патриотска метла. Меѓу најмалку 14 проекти за кои е исчезната документација се дел од тендерите за музеот на ВМРО. Ова е објект. Да бидеме попрецизни. Говориме за објектот од Скопје 2014 музеј на ВМРО. Тоа што министерката е во Украина не го оправдува молчењето на министерството. Освен ако поседата на министерката е поврзана токму со височните фигури кои се изработуваат во Украина, а ќе бидат поставени токму во музеот на ВМРО за тендер заведен во архивата под број 84/08, отворена постапка број 21/08 за музеот на ВМРО од Скопје 2014. Значи да, почитувани гледачи, тоа беше господинот Ивановски. Еве, ова е овде. Те не важно да се нагласи дека тој обожава да покажува кон музеот на ВМРО. Тоа го прави секогаш кога е во негова близина некаде на плоштад, но и кога ќе го види на телевизија, например. Режија, дај да го видиме музеот. Еве го музеот. Господин Ивановски, ајде бргу покажувајте на телевизорот заедно со мене. Еве го, еве го. Премногу сум суров, нели? Што го покажува кон музеот на ВМРО? Ајде да покажуваше така кон сепа, да се зафркава, ама вака. За уште еден објект од Скопје 2014, Стариот театар, ситуацијата е следна. Значи не било само за музеот на ВМРО. Господинот Ивановски вака покажува кон се и сешта. Гран сега застана пред телевизор им се жали на неговите дома. Режија, дај да се видам на плазмава. Е, супер. Значи моментално Ивановски прави вака. Видете го бе ова Јофе, видете колку е само безобразен, да не може човек да покаже кон нешто. Одма ќе го стави во емисија. И само една финта пред да завршиме. За крај на денешното издание одиме во Охрид. Ви резервирам на сите по една хотелска соба и може да си седите таму колку душа сака. Автобусите поаѓаат веднаш по завршувањето на шоуот пред А1 телевизија. Добро бе, лажа. Веќе бевме во Охрид, подошто таму беше екипа на А1. Го испративме Мишко Иванов да истражува за урбанистичката мафија. Или може би за нешто сосема поинакво. Има ли во Охрид што да се види? Има. Добар ден. Ајде заповјадајте. Хубава, со најхубавата лодка. И ефтино. Ги познавам по онлајн, психолог сум. Значи, зашто? Што има во Охрид да се види? Што има да се види во Охрид? Мишкове, па малку ли ти се бугарките? Почитувани гледачи, со бугарките го завршуваме вечерашното издание. Току го пропуштивте нешто, имате репризата после вестите од 23 часот. Емисија ќе ја најдете и на сајтот на А1, а сите досегашни емисии на YouTube каналот. Не забравајте сега сабота во Шпиц лажен рапорт. Викендов текстот беше насловен "Политичарите на протести против ненародниот народ". Ако не сте го прочитали во печатеното издание, одете на shpic.com.mk. Толку од мене. Чао!